До нашите гледачи и до вас во студиото, ова утро со мене и со вас, почитувани, е министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Разговараме за она што изминатиот месец секојдневно следевме, за да видиме што се однесува до кампањата посветена на жената, посветена на рамноправноста во општеството и она што го имаше како активност Министерството за труд и социјална политика. Кампањата, министерка, веќе привршува. Ова овдека панел дискусија меѓународна е некако завршување на кампањата. Да почнеме со она што е основно, што треба да биде имплементирано и во законски одредби, а и во пракса институционално средено за жените да почувствуваат. Токму така. Пред 29 дена ја започнавме кампањата. Поминавме 3000 километри, организиравме 30 настани, имавме 1500 жени и девојки на настаните, имавме 50 паналисти и голем број на искуства, приказни, мислења, споделени од жените. Се сретнавме со жени во униформа, со жени во бел мантил, се сретнавме со жени од IT секторот, со жените во академија, се сретнавме со девојчиња и млади жени студентки, се сретнавме со ранливи категории на жени, жртви на семејно насилство, жртви на трговија на луѓе, се сретнавме со жените од текстилната индустрија, се сретнавме со жени примателки на гарантирана минимална помош, значи широка палета на целни групи, на жени кои што ги слушнавме нивните предизвици со кои што се соочуваат. И сега врз основа на овие ставови, мислења, коментари добиени од настаните, ќе ги креираме идните политики. Затоа што политиките не се креираат во канцеларија, политиките се креираат во постојана комуникација со граѓаните, кај нас која зборуваме за родовата еднаквост со девојчињата и со жените, за да можеме да допреме до она што значи суштинско решавање на проблемите, односно на сите оние предизвици со кои што се соочуваат жените и девојките. Во последнава недела владата, пазарниот инспекторат се на терен за цените. Социјалата ви е еден сектор каде што и сите ги чувствуваат. Направивме многу добри мерки во изминатиот период. Ја зголемивме минималната плата, ги зголемивме пензиите. Еве сега како влада се замрзнуваат цените на основните прехранбени производи. Доаѓаат празници, не има. Субвенционираме електрична енергија на голем дел од граѓаните и малите, микро и малите фирми. Така да, цел тој сет на мерки кои што од една страна системски решенија во законите, од друга страна антикризните мерки и останати мерки со кои што сакаме да возможиме навистина поквалитетен живот на граѓаните и полесно да ја пребродиме економската криза. Доброто е што инфлацијата паѓа, значи неколку месеци назад паѓа, може би бавно, но добро што имаме надолен тренд. Така да верувам дека со сите мерки што ги имаме и во рамки на социјалната заштита, на детската заштита, на трудовото законодавство, ќе успееме сите заеднички да излеземе од економската криза и да креираме политики кои што дополнително ќе значат приход во семејствата на сите граѓани. Јас ви благодарам за разговорот, учеството во утринската програма. Се гледаме во следна прилика. 6 месеци имаат фирмите да ги усогласат зголемувањето на минималната плата, па се надевам дека веќе почнаа министерствата, дека и оние сите ќе постапат. Почна со минималната плата, дел од законите ни се усогласени, институциите, вработените очекуваат тоа да оди малку побрзо. И мартовските плати сите ќе ги земат во приватниот сектор зголемени за 2175 денари, во јавниот сектор, таму каде што се согласени законите, ќе ги земат повисоки плати администрацијата, а онаму каде што не се, час поскоро апелирам да се согласат, за да можат и тие вработени да си земат повисоки плати. Ви благодарам уште еднаш за учеството во утринската програма. Ете студио толку во ова јавување. Поздрав до вас.